Добър ден, драги ученици! Аз съм Благица Андова Николова, професор в Средното общностно училище Любчо Сандов Кочева. За денешният час предвидено е да се работи на наставна содржина koja гласи тонски односи во цртеж, карактер, портрет. Оваа наставна содржина припаѓа на ликовното подрчје цртање и целите на истата се да се прошират знаењата за представување на портрет, да се усвојат постапките од скица до студија, да се прошират знаењата за моделација и да се развијат вештините за примена на истата. Основните елементи кои се опфатени со наставната содржина се портрет, карактер на ликот, тон и моделација. Портретот се дефинира како цртање или цртеж на лик повидено, односно по модел. Терминот карактер на ликот подразбира визуелно представување на карактерните црти, односно особености, а тонот, веќе ви е познато, се дефинира како количество светлина во бојата. Моделацијата подразбира сенчање или правилна употреба на сенки во широк распон од најсветло до најтемно со цел да се постигне пластичност, односно илузија на тродимензионалност. Покрај физичкиот изглед, односно физичките карактеристики, треба да се истакнат и психолошките карактеристики на ликот. Сликите подолу се потврда за психолошката проникливост на уметникот. Во првата слика е евидентирана неговата способност, проникнал во психолошките карактеристики на ликот. Во втората и третата слика веќе уметникот доловил и моментални состојби. Терминот карактер во ликовната терминологија подразбира представување на карактерните црти на ликот. Тоа е она што на прв поглед е највоочливо и најкарактеристично и се однесува на физичкиот изглед. Подолу ова е илустрирано со една илустрација на која се представени носеви со различни, така наречени, карактери. Инаку физичкиот изглед е дополнет со психолошкиот изглед, заедно двата ја даваат правата представа за ликот на моделот кој е портретира. За да се постави и да се реализира портрет, мора да се почне од скицирање, тоа е првата фаза во поставувањето, понатаму продолжуваме со реализацијата на портретот, односно со втората фаза, која се вика дефинирање на форма, и третата фаза е сенчање или моделација. Ова е најбитниот сегмент од оваа наставна содржина. Последователна примена на фазите во цртање на портрет се представени на овој слайд, на двете комплексни сликички. Во првата хоризонтала е отпочнато со фазата скицирање, земен е основен облик кој соодветствува или е најблизок до обликот на ликот кој се портретира, тоа е топката. Во втората хоризонтала веќе отпочнува дефинирањето на формата, почнувајќи со резервирање на простори во кои ќе бидат сместени карактерните црти, односно деловите на ликот, очи, нос, уста и така натаму. Во третата хоризонтала веќе е представена моделацијата или последната фаза во реализирање на портретот. Спомнавме дека тонот и моделацијата се најбитните сегменти за оваа наставна содржина. Тонот е доминантен ликовен елемент. Тој овозможува со правилен распоред на сенките да се постигне пластичност, односно илузија на тродимензионалност. Оваа постапка се вика моделација. На левата страна е представена тонска градација или тонска скала во која се подредени тоновите последователно од најтемно до најсветло. На втората слика е представен цртеж или тоа е втората фаза од реализација на портретот. На третата страна веќе имате еден гиф со кој е опфатен целата моделација од најсветло до најтемно. И на крај
добиваме финален цртеж, од кој ќе завршен цртежот, тој се вика финален цртеж или студија, кој подразбира дека е опфатена илузијата на односно постигната илузијата на тродимензионалноста, дека е применета пластичноста. Доколку го постигнете ова во реализација на вашите цртежи, односно портрети, сте ги потврдите целите на овој наставен час. На следниот слайд ја имате задачата, односно препораката, за да ги подобрите или усовршите вашите вештини, обидете се да ги следите чекорите, односно фазите од скицирање до сенчање. Се надевам дека ќе реализирате студија, а со тој ќе ги потврдите горе наведените цели. Доживејте убави моменти, држејќи се со уметност.